Во рамки на координираните активности на регионалниот центар за управување со кризи, во просториите на општинската организација на Црвен крст Куманово се одржа состанок со представници од локалните самоуправи на општините од североисточниот регион, представници на јавни претпријатија, државни институции, од невладиниот сектор и други засегнати страни во екот на предстојните неповолни временски влијанија кои веќе зафатија дел од општините од овој крај. Управата за хидрометеоролошки работи најави врнежи од снег на местата лоцирани на над 800 метри надморска височина, а на повисоките места снегот веќе формираше покривка од неколку сантиметри. Во насоки на спремност на институциите и во делот на превенцијата, како и во делот на справување со очекуваните ризици кои што може да настанат со евентуално обилни паднати количини на снег, како и определување на приоритети на работење и приоритети на одговор во рамки на единиците на локални самоуправи, онаа што значи регионални патишта, автопатишта и така натаму. По таа насока за спремност на институциите во делот на превенција, но и справување со евентуалните врнежи се одржа и состанокот на кој уште еднаш беа посочени проблемите од минатата година, критичните точки во регионот, во Кумановскиот дел и евентуалните можности за избегнување на истите. Многу е битно да се познава системот. Системот предвидува првичниот одговор во справување со ризици и опасности без оглед какви и да се тие, од која категорија и да се. Првичниот одговор го дава единиците на локална самоуправа. Во неможност на справување со таквите состојби, со ограничените капацитети и ресурси, расположивите преди се и техничките можности, секако дека се активира регионалниот штаб за Центарот за управување со кризи, кој што има ингеренции за систем на координирани изведување координирани активности во делот на регионалната координација и националната координација. Секако дека североисточниот регион, сите локални единици на локална самоуправа немаат големи финансиски капацитети и можности за да дадат одговори, да кажеме, поконкретно се однесува на руралните средини и руралните општини. Според Стојановски, локалните самоуправи располагаат со одредени капацитети за давање првичен одговор при евентуални непогоди, до настапување на институциите како Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и Црвениот крст.